Добро утро. Продолжуваме со темата пензионирање, предвремено или непредвремено пензионирање. Темата е многу интересна, важна и повремено се јавува вака у различни циклуси, затоа ќе зборуваме со мојот гостин професор доктор Лазар Јовевски, професор по трудово право, основниот предмет, така? Така е, така е. Секако ќе се согласиме и по интересот на гледачите дека ова е важна тема. Задира во еден од столбовите финансиски на земјата, тежи над 1 милиарда годишно, тоа е третина, речи се третина од годишниот буџет на државата, за да се обезбедат тие пари. Во моментов не знаеме точно кое ќе биде конечното решение, што го најавува веќе подолго време владата на Зоран Заев за предвремено пензионирање, односно за пензионирање во исто време меѓу мажите и жените. Значи, тоа се два различни закони. Едното е предвремено, можност на 57-55 години да се оди во пензија со откуп или докуп на стажот, и другото е сите на 64 години. Ајде да почнеме, што би значило тоа доколку поминат овие два предлога? Пред се благодарам за поканата и се радувам што сум повторно во ова студио и што можам да дискутирам на овие значени интересни теми со вас, Христо. Станува збор за една, би рекол, една ситуација со која што сме соочени подолго време и прашањето за пензионирање порано, подоцна, па поставувањето на дилемата дали претходно или сега жените се привилегирани или дискриминирани во однос на можноста да се пензионираат, како што е актуелното решение со 62 години старост, наспроти решението за мажите со 64 години старост. Навистина се теми кои што ги дискутиравме во минатото и за кои што се чини од аспект на денешните решенија не би требало да има дилеми и проблеми, но праксата не демантира. Пред да ви дадам видување на ова што би значило истовремено пензионирање, за да дојдеме до тоа би сакал само во неколку кратки реченици да се обидам да го доближам актуелниот, моменталниот систем. Како е, како функционира и на што се однесува. Всушност, жените и мажите, согласно една одлука на Уставниот суд на Македонија, всушност се имаат еднаква можност за пензионирање, односно, актуелното решение да жената може да се пензионира со 62 години старост е единствено на линија на тоа дека жените, заради одредени меѓународни конвенции, но и досегашни гледања на одредените, би рекол, меѓународни институции, како што и Светската здравствена организација, се ставени во одредена, би рекол, привилегирана позиција да може да се пензионираат порано од мажите. И тоа е на глобално, на светско ниво. Сите земји кои што имаат ратификувана конвенцијата на МОТ, која што се однесува за години за старост за пензионирање, значи ја имаат таа можност да дозволат жените порано да се пензионираат, и тоа влегува во делот на системот на посебна заштита на жената во работниот однос. Значи, треба да правиме разлика во однос на она директно право на директна основа за дискриминација, старост, и можноста, исклучокот, кој што постои во трудовото право во работниот однос, да жените можат да се пензионираат порано. Зошто велам можат? Навистина само можат, доколку сакаат. Не мора да се пензионираат на 62 години. По сила на закон. Така е, можат да побараат да продолжат. Токму така, Христо. Жените всушност не треба ни да бараат да им се продолжува работниот однос до 63, односно до 64 години, за да дојдат на онаа иста линија, на онаа иста граница како што се и мажите денес, 64 години. Всушност жените треба да побараат евентуално да се пензионираат на 62 или на 63. Ако не побараат, тогаш екс леге, по сила на закон, нивниот работен век продолжува до 64 години и тука сега ни е пресекот. На 64 години и мажите и жените треба да побараат, имаат можност да побараат, да го продолжат својот работен век максимум до 67 години, но повторувам, тоа се прави единствено со писмено барање до работодавачот, кое што треба да се поднесе најдосно до 31 август
во тековната година за наредната Така, година. меѓутоа со новиот предлог сега нема да имаат можност сите да продолжуваат до 67 години, ќе видиме кои категории, кои професии ќе бидат исклучени од. Така е. Не случајно го спомнав ова до сега, за да дојдеме до ова што вие како би рекол круцијално основно прашање го поставувате и тоа што е актуелно сега меѓу луѓето кај нас и во правото и во општеството генерално, што сега значи сето ова. Најнапред за да треба да го видиме и самото законско решение, во која насока ќе се движи, да се испрофилира за да можеме да заземеме, да ни биде јасно што би било она финално, би рекол, готово решение кое што ќе биде донесено од страна на законодавниот дом. Меѓутоа, ако се оди на линија да се изедначуваат годините за пензионирање на мажите и жените, тоа е можно. Меѓутоа, предлогот, колку што јас слушам, колку што сум информиран, ќе оди во насока да оние кои што веќе го продолжиле работниот век над 64 години, токму затоа го спомнав ова претходно, значи оние вработени кои што го продолжиле работниот век, кои што имаат сега во моментов 65, 66, евентуално се ближат кон 67 години на старост, да од 1 јануар, всушност по сила на закон, преминат во пензија. Ова би рекол дека кај граѓаните, барем досега ова ја што го слушам и колку што можам да видам, всушност предизвикува од една страна и позитивни реакции и негативни реакции. На одредена група на граѓани кои што работат во моментов или кои што ја имаат таа тенденција да сакаат да се пензионираат, велат одлично, ова е добро решение и ќе отвори некои други позитивни аспекти. Одреден број на граѓани пак не се слагаат со сето ова и сметаат дека ваквиот начин на пензионирање, ваквиот евентуален можен предлог, сега зборуваме се хипотетички, бидејќи немаме конкретно решение. Така. Но ако одиме во таа насока, има и многу негативни аспекти. Малку на фактите и математиките. Во моментов има околу 10.000 вработени во јавниот сектор кои се над 64 години. Значи тие по силата на, предпоставуваме новиот закон, од 1 јануари 2021 година би требало да одат во пензија и практично да почнат да го сркаат медот од пензискиот фонд. Моето прашање и дилема за која во моментов немам јасен одговор е дали предлогот за овие законски измени е мотивиран од таа родова еднаквост или па нешто не штима во пензискиот фонд, и неговите, јас би рекол, 2 основни, односно 3 пензиски столба. Видете, Христо, ова нема врска со родова еднаквост. Така. Токму затоа тоа на почетокот го кажав. Значи, мажите и жените согласно со одлуката на Уставниот суд од пред неколку години се изедначени. Максималната можност за пензионирање е 67 години, а жените им е дадено плюс, би рекол, се привилегирани да можат евентуално доколку сакаат и порано да заминат во пензија без да губат од пензиската основица која што на крајот ќе се одрази на висината на пензијата која што ќе ја добијат. Меѓутоа, негативните аспекти во контекст на сето ова, вие добро го спомнавте фондот за пензиско инвалидско осигурување и тука би рекол дека треба да се направи една добра математика, не весела математика, туку добра математика, што ќе значи тоа сега како ако се тие 10.000 луѓе кои што го продолжиле својот работен век, зборуваме за јавната администрација пред се, што ќе значи тоа како оптоварување на фондот? Дали фондот ќе може сето овој удар, нов удар од 1 јануар, кој што ќе дојде по сила на закон одеднаш, значи тоа се 10.000 луѓе во еден ден кои што ќе дојдат на товар на фондот, односно на државата, имајќи ги во предвид и одредени дефицити кои што константно го пратат фондот за пензиско инвалидско осигурување низ годиниве наназад, што тоа ќе значи за самиот буџет, за самиот фонд, дали тоа ќе значи крахирање на фондот и слично. Ако значи тоа во одреден краток рок, не велам ја во февруари или во март, но во одреден рок од можеби година, 2 или 3, колапс на фондот за пензиско инвалидско осигурување, тогаш јас одам и чекор понатаму. Што ќе значи тоа? Тоа дали ќе значи дека ние после неколку години ќе кажеме па ние не можеме како држава да сервисираме, дајте да видиме со приватни фондови дали тоа ќе значи насочување на целокупниот пензиски систем во земјата кон приватните фондови. Како што е и случај во одредени земји во светот, тоа не е некоја новина и нема ние топла вода да измислиме, меѓутоа генерално како стратегија
треба да ни биде јасно на сите, и на оние кои што ги креираат политиките, и на корисниците на осигурениците и осигурениците кои што ќе користат пензии, но и на пошироката јавност кон што сето ова во која насока ќе се движиме. Бидејќи Да, не знаеме ние колку, јас направив мала грешка преска кога реков на 57 години ќе можат предвремено, на 59 е границата за мажите предвремено додат. За мажите е 59, за жени 57. 57. Да. Значи не се знае колку би побарале, нели, откуп на тој стаж, што значи не знаеме точно колку луѓе би паднале на товар на фондот. Јасно е дека во моментов, барем фактите говорат дека околу 1,2 милиарди евра е тежи фондот годишно во 2019 година и од државната каса 29 милиарди денари, односно близу пола милион евра се обезбедуваат, значи 40% од буџетот. Самиот фонд нема доволно пари да ги сервисира сите пензии, мора да зема од буџетот и потоа 2/3 одат во првиот пензиски фонд, 1/3 се распоредуваат во вториот и така натаму. Точно е ова, затоа што нашиот фонд е така концепиран да за да може да биде одржлив, треба соодносно да биде 3:1. На тројца вработени, еден пензионер. Податоците говорат дека моментално се движиме негде помеѓу и сега со новите отпуштања и со новото паѓање на зголемување на невработеноста во земјата и согласно податоците од Заводот за статистика, всушност се движиме во насока да на еден пензионер отприлика доаѓаме до 1,3 вработени, што е ситуација која што е многу загрижувачка и дефинитивно таа математика за одржливост на фондот, а тоа се бројки и тука нема многу лево или десно, тоа е факт. Тоа се факти, така. Во тој контекст јас го поставувам ова како прашање, како загриженост. Сега, зборуваме за одржливоста на фондот. И мора да размислуваме што ќе се случи понатака со пензиите. Дали оние кои што го фаворизираат системот на веднаш адхок пензионирање прекид на онаа старосна граница до 67, веднаш на 64 или на 65, можеби таму ќе се движи евентуалното решение. Не сум сигурен баш дека ќе биде 64. Ако се одлучат за таа политика, тогаш во тој контекст навистина треба добро да се пресмета, да не дојдат во прашање и пензиите на оние кои што веќе се пензионери и на идните пензионери кои што ќе доаѓаат. Ја не велам, повторувам, да се случи крах на системот во февруар или во март, ако се донесе решението во јануар 2021 година, но кога зборуваме за фондови, дали се приватни или државни, дали се за здравствено осигурување, за пензиско или за некој друг тип на осигурување, мора да се размислува многу по-далеко и по-визионерски за одржливоста на фондот и тука државата мора да води, би рекол, една мудра политика за да и да знае што сака, дали да го одржуваме овој тип на пензиско инвалидско осигурување или да менуваме, да правиме повторно одредени реформи. Ние многу често сме склонни на реформи, меѓутоа проблемот за честоста на реформите веројатно лежи во тоа затоа што реформите не даваат плод или очекуван резултат кој што го посакуваме. Тоа многу често се случува според моите видувања затоа што реформите и не ги дотеруваме до крај. Имаме една идеја, една визија како да треба да се сменат нештата, меѓутоа заради XY причини ќе ја почнеме, меѓутоа не ја довршуваме, половично нешто правиме и потоа ги гледаме последиците кои што не се добри и во целиот контекст јас појавувам и загриженост во тој дел дали всушност ако почнеме со намалување на границата, после некој месец нема да се види, да се свати дека ова е преголемо оптоварување, па повторно да се бараат некои нови, трети, така наречени Соломонови решенија и така натаму. Мора да се точно да се знае, точно да се пресмета колку ќе го оптовариме фондот и што значи тоа во наредните 3 до 5 години за самиот фонд. Секако и за понатаму, но јас апелирам на првите 3 до 5 години се знае што ќе значи за постоечкиот фонд. Добро, во првиот бран најверојатно ќе дојдат маса пари од тие предвремени пензионирања, да претпоставиме, и потоа ќе треба да се соочиме со реалноста. Дали таа цифра која ќе ја добиеме е
одржлива, односно можеме да ја сервисираме. Пазете, во моментов просечна пензија е негде 15.500 денари, 400 и нешто. Меѓутоа, дури 35,5% земаат под просекот 12.800 и нешто. Точно е тоа. Тоа е многу малку. Да. Што правиме? Социјални случаи произведуваме практично. Ја мислам дека Ово е таков систем нашиов, нели колку си земал плата, па ти се пресметува, толку ќе земаш пензија. Имаме системи каде што, нели, малку австралискиот, да речеме, социјален систем, поинаку ги пресметува пензија. имате луѓе кои што по разни основи на социјалната заштита добиваат поголема така наречена социјална помош, зборувам сега по различни основи, отколку што луѓе кои што работеле по повеќе од 30 на години добиваат пензија. Има луѓе кои што не им плаќале работодавачите согласно претходните прописи кои што важеа 90-тите години и така натаму, кои што имаат по 3, по 5, по неколку години би рекол процепи во стажот каде што не се уплаќани предоноси, тие имаат проблеми. Треба да се ова е комплексно прашање. Треба да се размислува и за воведување на минимална пензија. Значи, која е таа минимална пензија која што треба да биде обезбедена? Секој да ја добие, да се знае дека исто како здравственото, да речеме под 11 или 12.000 денари, еве нека 12.000 денари. Не сакам да лицитирам со бројки, но треба добро да се пресмета, да се види исто така колку тоа и што би значило за фондот, но ако веќе правиме таков ресет на фондот и финансиски одлив на средства во однос на порано сега пензионирање екс леге согласно закон, да се сите и мажи и жени да претпоставиме еве 64 години, треба да се види што би значило спортивната би рекол опција, да наместо да се тоа така директно пресече, да се размислува за воведување на минимална пензија која што би значила подигање на нивото, прво на потрошувачка на пензионерите, второ на достоинственоста на животот во таа трета доба, така наречена. Така, а морам да упаднам тука, затоа што имам некои чувства вака негативни по некои прашања за нашава несоцијална држава. Ова е одлично што вие го зборувате и така треба да биде и многу системи вака функционираат. Меѓутоа, имаме кај нас случај, јас имав пријател кој не успеа да доживее пензија во Република Македонија. Човекот живел нели во бившиот социјалистички систем, потоа го фати транзицијскиот систем, работел и во Словенија, и во Македонија, и во Германија. Успеа да го собере стажот во Македонија, во Германија не успеа да го дособере во Словенија и во Македонија, затоа што не најде архива, не ги најде архивските документи. Во Словенија некоја приватна фирма згаснала, не можеше да ги најде и за неколку месеци човекот не доби пензија. Државата не влегува тука да му помогне на тој човек да продолжува од она што го работел, нели во целиот животен век. Има тука проблеми, морам да ви кажам дека токму механички ги носиме законите. Тоа ми е. Во архивот на Македонија по сила на закон треба да се архивирани пензиските стажи на секој граѓанин, на секој кој што е бил вработен во Македонија и кој што бил осигуреник во македонскиот пензиски систем. Меѓутоа, во пракса се јавуваат многу проблеми, се јавуваат и во рамките на давањето на услуги од страна на самиот фонд за пензиско и инвалидско осигурување, па до тоа што велите вие да не може да се сервисираат, да се најдат оние така наречени М4 образци, фалат на луѓето, па не се уплаќале, па навистина процесот се одолговлекува и ако вие, например, исполните услови согласно сегашните законски решенија, да речеме во јуни месец или во мај за пензионирање и чекате потоа уште 6 месеци да ги решавате овие, би рекол, правни лавиринти со стажот, што се случило, па немало, па не уплаќал работодавачот согласно законите од 90-тите години и за пензиско и инвалидско осигурување и за работните односи, бидејќи тогаш не беше вака уредено како што е сега, да мора да се уплатат прво предонесите, а потоа да дојде на трансакцијска платата. Туку можеше само плата да се исплаќа на вработените, а за предонесите можеше и да се прескокнуваат, да се прерипуваат. Така што во целата таа приказна имаме практични проблеми и верувате, од тоа што јас го добивам како информации од оние граѓани кои што ме контактираат, а голем дел од нив и воопшто не ги ни познавам, кои што ми пишуваат и приватно и така натаму, токму во однос на контекст и на ова последно што го прашавте, имаат големи предизвици. Јас ако дозволите, Христо, ја користам оваа прилика да апелирам и да се
работи на надминување на овие проблеми и од страна на сите вработени во системов за пензиско инвалидско осигурување, но и од креаторите на политиките да што полесно, побрзо, поефикасно граѓаните ги добиваат своите услуги, односно ги остваруваат своите права. Ова не е мало право, ова е едно од основните човекови права, правото така на достоинствена пензија и достоинствен живот влегува во делот, посебно во онаа трета доба возраст која што веќе влегуваме по 60-тите години. Ама државата толерирала X фирми, јас сум работел во една таква која отишла во стечај и имам дупка во стажот од 3 месеци, затоа што фирмата не ги плаќала придонесите. Така? Сега, каде била државата во тие 3 месеци да ја спречи таа дупка? И сега, јас не сум виновен за тоа, не, меѓутоа на крај ти испаѓаш како вработен во таа фирма која не ги исполнувала обврските и државата која не го спречила тоа да бидеш оштетената страна. Значи, тие работи мора да одат синхронизирано. Да, дефинитивно. Предпоставувам и со законот за стечај дека тоа треба да се смени, да се регулира подобро. Тука е да, тоа е малце веќе прашање кое што навлегува во делот и на трговското право, значи прашањето за стечај. Јас во оваа прилика само би сакал да укажам и на нешто, да не бидам погрешно разбран од оние граѓани кои што се заговарачи на и кои што ја поддржуваат идејата за порано пензионирање. Ја мислам дека сите ние ја поддржуваме генерално и јас и вие сите во оваа земја дека немаме ништо против да се оди порано во пензија. Меѓутоа, едно е да се оди порано во пензија, друго е да се има достоинствен пензионерски живот. Така. Да се има достоинствена пензија. И долготраен. Моето укажување е токму во тој дел да се види да се избалансира пристапот, да ако ние можеме да одиме да го издржиме тоа како држава, како општество, како економија, како фонд за пензиско инвалидско осигурање и со 60 години да се пензионираме и со 61 во ред. Значи во ред да се остави можност, меѓутоа има одредени струки, како што веќе и се спомнува и се заговара, дека одредени гранки кои што се дефицитарни. И тука навистина ќе треба сега посебно околу тоа да се внимава кои се ќе бидат критериумите и мерилата за тоа кои се дефицитарни струки, дали е се тоа докторите, кои доктори, дали влегуваат нели тука образовниот систем, сепак не е веројатно не е веројатно во секој аспект, во секоја медицинска област, секој доктор, ме сакате, во тој дел исто така треба да се осмисли добро, токму за да не се некој фаворизира и да се направи една така наречена позитивна дискриминација во однос на некои други, други граѓани или групи во општеството да се чувствуваат дека се изманипулирани, изиграни, надмудрени, нели во наводници и така натаму. Значи пензионирање да, иако европската и светската тенденција оди кон зголемување на старосната граница за пензионирање, јас лично како професор по трудово и социјално право не се залагам за продолжување по сила на закон да мора луѓето, не знам, по 69 до 70 години да мора да работат за после 70-та година да остваруваат пензии. Не, тоа не ни е потребно на нас. Меѓутоа, потребно ни е, ако веќе намалуваме граници, да видиме каде сме со одржливоста на системот, да не се носат избрзани решенија кои што ќе значат крах на системот и ќе бидат врата за отварање на приватни системи. Јас лично немам ништо против приватните пензиски шеми. Така се нарекува. Кој ги гарантира парите во тие приватни шеми? Народна банка ги гарантира? Во светот има многу негативни искуства, сега тоа е посебна тема, Христо. Околу сето тоа има дел од нив и пропадна, има многу негативни примери, например во Полска, во други земји, дури во Соединетите американски држави, меѓутоа треба тука да се има визија кон што ние се движиме и кон што целиме. Ако заклучуваме дека овој тип на систем на пензиско инвалидско осигурање не е одржлив во македонски рамки, тогаш дајте да видиме што е одржливо, дали е некој комбиниран систем, дали се приватни фондови или нешто можеби трето, да се најде начин, да се најде решение за да може да немаме главоболки после 5 или повеќе години. Да, 324.000 пензионери. Горе-доле, мислам, не е променета таа цифра. Тоа е во крајот на 2019 година. Речи си 400 и нешто илјади вработени, така, 1,3 беше односот 1:1,3. Сега е околу 500 и нешто илјади вработени. Може ли, еве да завршиме со тоа, ти сите не интересираат парите, нели, нормално, дали пензионерите ќе ја земаат редовно пензијата и дали таа ќе расте соодветно на
нели порастот на стандардот. Како ви изгледа според вас, во која кондиција е пензискиот систем? Во лоша кондиција, тоа не е тајна, тоа го знаат сите. Значи, оние кои што се занимаваат со оваа работа, оние кои што креираат буџет, оние кои што се дел од фондот за пензиско инвалидско, кои што веројатно и раководат со него, знаат во која кондиција е самиот фонд и во тој контекст нема тука што повеќе или помалку да се каже. Значи, треба да се размислува и од страна на оние кои што носат одлуки, од страна на науката, од страна на стручната фела, што всушност како за воиднина ќе треба да ги движиме политиките во однос на. А долгорочно оваа мерка ќе креира нови работни места? Тоа би можело да биде една од позитивните ефекти на оваа мерка, би можело да во тој дел да кажам дека за очекување е да се, ако се тие 10.000 луѓе пензионираат порано, отколку сегашното решение што е, да се отвори простор за евентуално вработување на млади, но, ако ги следиме изјавите континуирано во последнава година-две, ние несомнено добиваме информации од луѓето кои што се креатори на политики, кои што раководат со одредени институции, министерства и така натаму, дека имаме во одредени сектори, во одредени области, во повеќе области, во јавниот сектор превработеност. Ако се заговара трансфер на вработени од јавен сектор во приватен сектор. Може дали ова решение, дали овој предлог е всушност замена за тој предлог претходен да се трансферираат дел од вработените од јавниот сектор во приватниот сектор. Тоа во овие услови не е можно заради ковид кризата која што е не само здравствена, туку и економска се покажува во пракса. Ако овој предлог е всушност одговор или субститут, замена за претходниот предлог од пред година и пол на Министерството за информатичко општество, каде што и администрација која што сакаше да ги трансферира вработените во приватниот сектор, тогаш тоа ни ги зборува нешто друго веќе. Тогаш одговорот на вашето прашање дали ќе значи вработување на нови млади во јавниот сектор, веројатно одговорот би бил не, затоа што на тој начин ќе се тргне оној вишок на вработени кој што постои во јавниот сектор, а според некој тоа е и повеќе од 10.000 луѓе, значи поголема е бројката на превработеност во јавниот сектор, според одредени истражувања, според одредени анализи на професори од кај нас од правниот факултет кои што се занимаваат со оваа област, од административното право и така натаму, анализите покажуваат дека превработеноста е поголема од 10.000, дека нашата администрација може да биде ефикасна со многу помал број на вработени и други некои анализи од меѓународни институции, меѓутоа ако го земеме ова здраво за готово, нели ако не се потоа пополнуваат тие 10.000 со други вработени по различни основи, тогаш тоа нема да значи ништо во однос на невработеноста кај младите, која што за волја на вистината зафаќа најголем удел од вкупната невработеност во Македонија. Така, ја мислам дека доста работи испроанализиравме, сега можеме и малце да анализираме зошто во Германија може да бара до 70 години да работат, животниот век е подолг, условите за работа се многу подобри, така што не сакат и тие многу да имате пензионер, например, 20 години го користи, нели, пензискиот фонд, зема пензија и ми спаѓа многу, сите системи, сите држави сакаат да, нели, шпараат од да штедат, така е, да штедат во тој дел. Видите, Христо, животниот век се продолжува генерално. И ние би сакале да работиме подолго ако има подобри услови за работа, мислам генерално земено. Тоа е нормално. Си среќен на работа, одиш, земаш добра плата, тоа значи подобра пензија и така натаму. Но тешко се менува тој систем. Светоглед е во прашање. Некои луѓе сметаат дека и сум го видел тоа со своји очи, кога се пензионираат, не знаат што да прават понатаму, се некако како да им опаѓа и креативноста, и еланот, и виталноста, и тоа не е добро. Човек во тој период од животот треба и тоа како да добро, веќе да биде статистички влегуваш во графата стари. Добро. Да. Но староста секако нели нуди многу други можности. Токму тоа ми е поентата. Ако ништо друго, барем во Македонија ги носат нашите баби и дедовци, ги носат децата на училиште, ги земаат од училиште, така е ја одржува таа семена хармонија. Драги гледачи, се надевам одговоривме на некои ваши дилеми и прашања околу тоа
што владата подготвува со новите два пензиски закони за пензионирање. Од мене до гледање.